Намалено физичкото насилство, но зголемено психичкото, а во големи проценти најмногу социјалното насилство кај децата. Психологот Деспина Стојановска вели дека за да се подобрат ваквите случаи потребно е вклучувањето на возрастните, кои што може да влијаат за да се намали врсничкото насилство. Согласна е таа дека треба да се помогне на дечињата за да зборуваат отворено и да побараат поддршка и помош за да ги препознаат образците на насилството и соодветно да се вклучат во самата ситуација. Насилството постои, не можеме да ги затвориме очите пред таа појава. Оно што е нашата цел е да им помогнеме на дечињата да зборуваат отворено за тоа, да побараат поддршка и помош онаму каде што навистина може да ја добијат, а исто така возрастните кои што имаат моќ или се на некој начин вклучени во ланецот за заштита и поддршка на децата, да умеат да ги препознаат образците на насилството, да ги видат последиците, да ги видат влијанијата врз децата и да соодветно се вклучат за да може да поттикнат кон подобрување на таа состојба. Насилство, односно недоразбирање и конфликти имало од секогаш, меѓутоа ми се чини дека како станува се подинамично времето во кое што живееме, дека нетрпеливоста меѓу дечињата исто така се зголемува и можеби тоа влијае на зголемениот број на случаи со врсничко насилство. Како психолог, Стојановска постојано работи на врсничкото насилство, како и влијанието за да се појави ваквата ситуација. Физичкото насилство е се помалку присутно, дека психичкото насилство е позачестено, но за жал многу присутно во најголем процент би рекла е социјалното насилство, односно исклучување на одредени дечиња од групата, отфрлање од групата и притисок врз некои деца од групата да не се дружат со она дете кое што е отфрлено. И тоа навистина е сериозна тема затоа што остава големи последици врз отфрленото дете. Темата е врсничко насилство, влијанието, појава на врсничкото насилство и она што на нас ни е најважно, како и на кој начин родителите може да придонесат кон намалување на степенот на врсничко насилство кај нивните деца. Фативме голем број на ученици за да може да им ја приближиме оваа тема од еден афирмативен аспект во смисла на тоа да изградат емпатија, да го јакнат другарството, соработката меѓусебна, а сега во оваа фаза се опфатени родителите и наставниците и општините, односно оние лица кои што имаат можност да придонесат кон тоа да се намали врсничкото насилство. Најголем замав во последно време, според психологот Стојановска, зима сајбер насилството, бидејќи не е под контрола на возрастните и истото се случува во затворена група и средина, а тоа многу делува врз развојот на личноста врз формирањето на сликата за себе.